أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Продолжуваме денес вечерва, алхамдулилlah, ни е 500 дружење во тефсир на ова возвишена книга, тефсир на Аллаховиот говор. И го молиме на возвишениот Аллах Азза ва Џелле да не даде истрајност, искреност. И го молиме на Аллах Азза ва Џел овие седенки да биде доказ за нас, а не против нас. Возвишениот Аллах Азза ва Џел во рамките на кажувањата за синовите Исраилови, за Бену Исраил и за нивната непокорност кон возвишениот Аллах Азза ва Џел и кон нивните веровесници и пратеници, вели Аллах субханаху ва таала во 84-тиот ајет: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. И кога од вас, о Бену Исраил, зедовме завет дека крв едни на други нема да пролевате и дека меѓусебно домовите ваши нема да се прогонувате. Вие тоа го потврдивте, сведојчејќи ја неговата исправност. Вели Ибн Каthир рахимахуллаху таала, возвишениот Аллах Азза ва Џелле со овој курански ајет ги укорува на евреите кои живееле во времето на Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селлем во Медина, поради нивното учество во војните што се воделе меѓу племињата на мушриците Аус и Хазрач. Евреите, како што знаеме, биле поделени на 3 племиња: Бену Кајнука, Бену Надир и Бену Курейза, и свекоја група се борела со своите сојузници од мушриците. Па така да евреите меѓусебно се убивале, се протерувале од нивните домови и си го ограбувале имотот, иако тоа им било забрането строго во Тевратот. А кога војната ке завршала, тогаш тие ги ослободувале и ги откупувале заробениците, постапувајќи според нивната книга, според Тевратот. Што значи во некоја работаат спротивно од Тевратот, а во некои прописи работаат према Аллаховата книга или према Тевратот. Па возвишениот Аллах Азза ва Џелле вели: и кога од вас, о Бену Исраил, зедовме завет дека крв едни на други нема да пролевате. Ова е прво, и дека меѓусебно домовите ваши нема да се прогонувате. Значи, забрането му било да се убиваат едни со други и да го тера некој својот брат од неговиот дом, или да се помогви со некого против својот брат или против своји верници. Теа е затоа што припадниците на една вера се како една душа, и затоа Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селлем рекол: примерот на верниците во нивната меѓусебна љубов, во нивното меѓусебно сакање, милост и поврзаност е како едно тело. Кога ќе се пожали еден негов орган, целиот организам му се одзвива со несоница или треска. Кога човек има болест во некој дел од неговото тело, тогаш цел негов организам има или го осетви тој таа болка од неговото тело. Така се и
и верниците. И затоа синовите Исраилови биле како една душа, или би требало да бидат како една душа, па не требало меѓусебно да се убиваат, но тие постапувале според еден дел од книгата, а друг дел го занемарувале. И ова е едно од нивните најлоши својства. Значи, во некои работи и се покорувале во Аллаховата вера, а во други работи и се спротивставувале, сходно нивните страсти. И затоа возвишениот Аллах Азза ва Джелле вели во следниот 85-ти ајет: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. Потоа вие, откако го признавте тој завет, дека нема да се убивате едни со други, дека нема да се терате од вашите домови. Потоа велит Аллах Азза ва Джел, вие сепак едни со други се убивате и некој од вас од нивните домови ги прогонувате, помагајќи се против нив со греф и насилство, со зулум. Па ако ви дојдат како заробеници, вие ги откупувате, а забрането вие да ги прогонувате. Ефетуъминуна би баъдил китаби ва такфуруна би баъд. И овој дел е многу битен од овој курански ајет. Аллах Азза ва Джелле вели: зарем во едниот дел од книгата верувате, а во другиот не верувате? Другиот го негирате? فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Кој е плодот или кој е резултатот на оние што работеат по еден дел од книгата, а други дел го негирват? Велит Аллах Азза ва Джелле: па за тие од вас кои тоа го прават, нема друга казна освен понижување на овој свет, а на судниот ден на најтешка казна ќе бидат ставени, а Аллах не го занемарува тоа што вие го правите. Возвишениот Аллах Азза ва Джел према овие курански ајати 2 ни кажува дека им забранал во Тевратот меѓусебно да се убиваат и протеруваат, а им наредил да и откупват заробениците. Но тие, како што спомнавме, постапувале според еден дел, само откупвале заробеници, а другиот дел го занемарувале. Зошто? Затоа што тие се убивале измеѓу себе си и се изгонувале или терале исто така измеѓу себе. Во овој има доказ дека оној што верува во еден дел од Куранот, а не верува во други дел од Куран или од било која книга, тој е негирви цела книга или го негирви целиот Куран. Поради тоа возвишениот Аллах Азза ва Джелле рекол: зарем во еден дел на книгата верувате, а во другиот не верувате? И затоа секој човек должен е да верува во сите Аллахови книги. Па така да оној што нема да верува во некој од Аллаховите книги, па дури една Аллахова книга ако одбиет и не вервит или е негирвит, тој во основа и занегирал сите други Аллахови книги. Исто така, ако негира и не верува само во еден дел од една книга, тој како да е занегирал целата таа книга. Исто така и за пратенициве. Кој нема да верви само во еден пратеник, тој во основа ги занегирал и сите други пратеници. Како што Аллах Азза ва Джелле го пренесува говорот на Иса алейхи салату ва салам: "Ва идh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmed." И кога Иса, синот Мерјемин, рече: "О синови Израилови, обраќајќи му се на неговиот народ, јас сум Аллахов пратеник испратен до вас, да го потврдам пред мене објавениот Теврат и да ви донесам радосна вест за пратеникот после мене, чие што име е Ахмед, кој ќе дојде после мене, после Иса алейхи салату вассалам." И поради тоа Аллах Азза ва Джелле известил за неверничките народи на многу места во Куран, кои тие во основа го негирале својот пратеник, но Аллах ги нарекал оние кои негираат сите Аллахови пратеници.
Како што Аллах Азza wa Jalla вели, народот на Нух ги негираше пратениците. А народот на Нух има само еден пратеник, само Нух алейхи салату вассалам. И тие го негира Нух алейхи салату вассалам. Но Аллах Джелле шануху и нарече оние кои и негирват сите Аллахови пратеници. Исто така Аллах Азza wa Jalla вели, и народот на Ад ги негираше пратениците. И народот на Семуд ги негираше пратениците. И жителите на Хиджр ги негира пратениците. Иако всушност тие негирале само еден пратеник. Но нивното негирање на еден пратеник се сметат за негирање на сите Аллахови пратеници. И зато Аллах Азza wa Jalla им се заканал со џехеннем, им се заканал со оган и појаснил дека тоа представува куфр и неверство во сите пратеници. Аллах Азza wa Jalla да не заштити од тоа. Во овие аети има предупредување за овој уммет, за умметот на Мухаммед салаллаху алейхи ве селем, да не тргне по патот на овие евреи, па да ги снајде она што ги снашло нив, а тоа е да веруваат во еден дел од книгата, а да негираат друг дел. Да веруваш во некои прописи, а да негирвиш други прописи од Аллах Азza wa Jalla или од Мухаммед салаллаху алейхи ве селем. Затоа обврска му е на секој еден верник да верува во сите Аллахови пратеници, во сите Аллахови книги и да верува посебно во Аллаховата книга Кур'ан и во Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ве селем. А оној што ќе негира само еден ает од Аллаховата книга, нема да верува во него, тој како да го негира целиот Кур'ан и целиот Аллахов говор. Во поглед на оваа случка или во поглед на овие курански ајети, Есудди рахимахуллах пренесува предание и вели дека племето Бену Курейза било сојузник на племето Аус, а Бену Надир бил сојузник на Хазрач. Кога ќе избувнела војна меѓу нив, Бену Курейза се бореле заедно со своите сојузници, а Бену Надир заедно со нивните сојузници, со мушриците. Бену Надир ги напаѓале Курейза и нивните сојузници ги победувале, им ги рушеле нивните домови, во кои имало евреи со евреи, и ги протерувале од нивните живеалишта. Но кога некој од двете страни ќе бил заробен, тогаш собирале самите средства за да го откупат. Па арапите му се чудели и ги укорувале поради тоа. И му велеле како од една страна ги убивате, а од друга страна ги откупувате, оние кои беа заробеници. Па тие им одговориле, наредено ние да ги откупуваме, а забрането ние да се бориме против нив. И овие теа што беше во нивниот теврат. Тогаш пак му рекле арапиве, зошто тога се борите против нив? Па рекле, се срамиме нашите сојузници да бидат понижени. Со ове Аллах Азza wa Jalla ги укорил со овие курански ајети и затоа вели, потоа вие самите едни со други се убивате и самите се протерувате од вашите домови. Исто така Судди пренесува од Абдул Хаир дека рекол: излеговме во една прилика во поход со Салман ибн Рабија ел-Бахили кон Беленџер, место. Велит, го обколивме градот, кој беше место на евреи, го обколивме градот, потоа го освоивме и заробивме некои луѓе. Абдулла ибн Салам, ради Аллаху ан, од тие заробеници купил една еврејка за 700 дирхеми. Кога поминал покрај поглаварот на евреите, Раисул Џалут, како што го викаат, се задржал кај него и му рекол, пошто тој не бил само поглавар, туку тој било нивните учени или рабини, како што и викаат. Па му рекол, о поглавару на евреите, дали сакаш една еврејка, една старица од твојата вера, да ти ја продам? Па рекол да. Абдулла ибн Салам рекол, јас ја купив за 700 дирхеми. Па му рекол евреинот, ке ти дадам уште 700. Значи дупло. Но Абдулла ибн Салам, ради Аллаху анху, му рекол, се заколнав дека нема да ја продадам за помалку од 4000 дирхеми. Па му рекол тој евреин, тогаш не ми треба, не ми е потребна.
Значи ти давам дупло, а тој бара 4000 дирхеми. Ја вели немам потреба за неа. Но Абдулла ибн Салам, од неговата остроумност, му вели: "Валлахи ке ја купиш од мене или ке го негираш својот дин, ке ја негираш својата вера." Па му рекол ово евреин: "Приближи се, објасни ми како ќе ја негирам својата вера." Па Абдулла ибн Салам му рекол, му прочитал на уво дел што се наоѓа во Тевратот, пошто ово било познато на Абдулла ибн Салам. Па му рекол или му цитирал од Тевратот: "Нема да најдеш роб од синовите Израилови, а да не го откупиш и ослободиш." И ово било наредба во Тевратот. А плюс на ова го проучил овој курански ајет кој исто така зборува за Бену Исраил: "А ако ви дојдат како заробеници, вие ги откупувате." Па тогаш тој го прашал и му рекол: "Дали си ти Абдулла ибн Салам?" Го познал по ова нега тактика, го познал кој е. Па му рекол: "Да." Тогаш донел 4000 дирхеми за да му и дај на Абдулла ибн Салам. Но Абдулла ибн Салам зел само 2000, а 2000 му ги вратил. Целиот овој контекст или оваа случка представува укор за евреите, бидејќи тие тврделе дека веруваат во Тевратот и дека Тевратот е вистина, а сепак работале или постапувале спротивно на нејзините прописи, иако го знаеле тоа и сведочеле за исправноста на Тевратот. Поради тоа, никогаш не може да им се верува нив, нити за во она што го зборуваат, нити во она што го изнесуваат од нивните книги. Потоа возвишениот Аллах Азза ва Џел вели во 86-тиот ајет, како резултат на овие два претходни курански ајети, вели Аллах Азза ва Џел: "Улаика аллазина иштарау алхајата ад-дуња бил-ахира, фала юхаффафу анхум ал-азабу вала хум юнсарун." Тоа се тие, оние кои веруваат само во еден дел од книгата, а негираат друг дел од книгата, кои се спротивставуваат на шеријатот на Аллах Азза ва Џел, на неговата книга и на неговите пратеници. Тоа се тие, вели Аллах Азза ва Џел, кои на животот на овој свет му дале предност над животот на оној свет. Затоа казната нема да им се олесни, ниту некој ќе им помогне. Аллах Азза ва Џел вели овде: тоа се тие кои на животот на овој свет му дале предност над ахиретот, значи тоа се оние што го продадоа животот на овој свет што го продадоа ахиретот за овој свет. Па затоа казната нема да им се олесни, значи нема да му се прекини на сумниот ден нити за момент. Нон-стоп ќе се во азаб, нон-стоп ќе се во казна. Ниту некој ќе им помогне, ниту пак ќе најдат некого на сумниот ден што ќе ги спаси од оваа трајна и непрекината казна. И немаме сомнеш во тоа, затоа што овој е проклет народ, народ на лаги, народ на клевети, народ на убиство на Аллахови пратеници, а да направиме муабет за нивни следбеници. Во ова исто така, како и претходно, имат предупредување и опомена за овој уммет, да не постапит како евреите, па да иснајд оне што иснајде ними од понижување на ова дуња и од казна на ахиретот. И затоа многу често велиме дека најголемото понижење што ни се деси на ова дуња во денешно време ни е токму заради што зедовме многу својства од овија проклет народ. И затоа велит Ибн Уthaymin рахимехуллах, но за жал некои од овој уммет паднале во ист вид постапки во кои паднале и синовите Исраилови, и ове велит потврда на зборовите на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем: на вистина ќе ги следите патиштата на оние што биле пред вас. Па ако од Бену Исраил имало оние кои се спротивставува на прописите на Аллах Азза ва Џел, исто така од овој уммет и ден денешен имат што се спротивставува на прописите на Аллах Азза ва Џел и на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Он ними имаше оние кои веруваа само во еден дел, а негираа друг дел, исто така имат многу од умметот на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем денеска кои земват некои прописи, веруват во некои прописи, а негираат многу други прописи од
возвишениот Аллах Азza wa Jal. Па затоа го молиме на Аллах Субханаху ва Таала да ни даде искрена поука од овие курански ајати. Го молиме на Аллах Азza wa Jalla да ни даде истрајност на неговата вера и го молиме на Аллах Субханаху ва Таала да ни седини во Дженнетул Фирдаус заедно со пратениците, искрените шахидите и со сите добри луѓе. Амин. Иншаллах, само кратко известување дека следнава недела иншаллах нема да има дерс, пошто ќе е втор ден од Бајрам иншаллах, така да иншаллах продолжиме после 2 недели. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.